Добро вечер, почитувани. И денес на нашето народно собирање, петочно еве, на нашата народна дебата. Поздрав за сите присутни кои што се нели сме повеќето континуирани тука патриоти родолюби, кои застанавме на патот на отворена борба против окупаторот. Поздрав за сите кои не следат на социјалните мрежи, кои што во живо, нели, и потоа, нели, ќе не следат како снимка. Денес, пред се би сакала, еве, имаме една поставка, да речам денес, посебна да обратиме внимание кон ова уметничко дело на нашиот голем родолюб и патриот Ристо Мијаковски, ликовен уметник, графички уметник, воедно и мултимедијален уметник, кој што на експлицитен начин не го покажа она што на вистина се случува во нашата држава. Ова дело беше изложено на Зимскиот салон 2018 година и беше забележано како едно од позначајните инсталации, односно уметнички дела. Ова е дел од вистината за Македонија. Слабо гледам, Ана, ако сакаш да ми прочиташ. Но овде во кампусот, додека 2,5 години колку бевме во кампусот и во контакт со народот македонски, меѓутоа и доста огромен број на луѓе кои доаѓаат од други земји, од целиот свет, јапонци, кинези, англичани и така натака, французи, и особено пројавија голем интерес за едно табло кое стоеше тука пред кампусот, како се сеќавате, геноцидот во Беломорскиот дел на Македонија, каде што беа овие фотографии поставени со нели сечење глави на деца, кршење на лобајни, бремена жена како е со бајонетот прободена во стомакот и така натака. Тоа се дела од онај геноцид кој е извршен врз македонскиот народ во денешна Грција, во Беломорска Македонија, од страна на грчката хунта, предводена со надворешни веројатно инструктори, каде што беше извршен и едно бомбардирање со забранетите напалм бомби во тоа време, и особено тоа кога му објаснува нашите луѓе, некои дури не знаеа македонски, па мораше нашите луѓе што знаат англиски, Ана и други, му ги објаснува собитијата случени во таа војна што е водеше грчката хунта против македонскиот народ, и кога е извршен сушност тој етно геноцид врз македонците во тој дел на Македонија. Тие сите еднодушно беа згрозени од тој варварски приод за уништување на цел еден благороден, древен македонски народ. Тоа еднодушно сите го прифајка, се згрозува, и тука тоа се случуваше пред очите на овие овде нелегитимните внатре во собранието и меѓународни мисии што исто така беа информирани за тоа, и тоа му сметаше, му бодеше очи, затоа што ние кажувавме вистината за Македонија, вистините за Македонија, сега и предходно. Тоа не е од вчера, геноцидот врз македонскиот народ се врши континуирано долги периоди со создадена, како што има во најавата, една геноцидно терористичка криминогена, насилничка, фашизоидна коалиција против цел еден древен македонски народ, уништување на тој македонски народ. И поради тоа што ја кажувавме вистината, тоа се грешници, сите се знаат подробно, тоа не може да се избриши од историјата на човечката историја, вистина. И тоа му сметаше, и крена рака на најсветлиот чист македонски отпор овде во кампусот. Жени, мајки, деца, родители, совесни луѓе, тука доаѓаа со години, со месеци,
ги оставаа своите подписи, симпатии кон новац. Сето тоа му сметаше на ова наша хунта овде на власт. Нелегитимна. Знаеме како е донесена таа, наместена овде од надворешната продолжена коалиција што го врши геноцидот врз македонскиот народ веќе втор век. И што направија, се сеќавате? Го срушија кампусот, вреден со сите материјали, ја срушија тоа табло што беше поставено како доказ за вистините за геноцидот во Егејска Македонија. Тоа му сметаше. Му сметаше овде тој македонски отпор, достојните македонци што се спротивставија против сите овие нелегитимни антимакедонски политики. И тоа ќе го продолжиме. Моја заложба е, затоа што бев 3 години со честниот македонски народ овде, дене и ноќе, зимо и лето, се сеќавате, горди, достоинствени македонци, видите ги, стројни, непоткупливи, нескршливи, гранитни македонци, докрај спремни да ја бранат својата татковина, својот народ, својата територија, цела Македонија. Не обориме ова насилничка власт како што таа го сруши овај кампусот на македонскиот народ. Ниту сме признале овие години, овие договори што ги носат нелегитимни, нема ниту да ги признаеме. Секогаш ќе останат невалидни, непризнати од македонскиот народ. А овие квислизи овде што се во партиите упукани конформисти по институциите, МАНУ, МПЦ, факултетите и така натака, тие се само соучесници против сопствениот народ, па и сега се кријат како глувци во дувлата.